Разговорите за реконструкција на владиниот кабинет завршија, вечерва се очекува и партиските тела да ги потврдат одлуките. Пред малку пресконференција одржа лидерот на движењето Знам Максим Димитриевски. Последните информации ги има колешката Катерина Нешкова, имаме во живо во дневникот. Катерина, што велат од Знам? Така е, Знам веќе ги дефинираше своите позиции, опфатени со реконструкцијата на владата и со тоа полека се заокружува сета она слика која што изминативе денови како информации беа лиферувани по повод промените што ќе бидат направени во владиниот кабинет на Мицкоски. Ќе ги почекаме подоцна вечерва и одлуките на главната владеачка партија на ВМРО ДПМН. Она што е последно од Знам е дека Знам останува со двајца министри, останува министерот за јавна администрација, промени ќе има во ресорот правда, кој што сега преминува во рацете на Вреди, но затоа, како што објасни лидерот на партијата, оваа партија ќе го добие ресорот земјоделие, ресор во кој што сметаат дека тие ќе добијат најмногу. Од тука се предлага како министер досегашниот државен секретар во министерството Борче Серафимовски и подпредседател на партијата. При тоа Максим Димитриевски се заблагодари и на досегашниот министер за правда Филков, за кој смета дека направил доволно во делот на реформскиот процес во ресорот правда. Еве ја последната изјава на Димитриевски. По сеопфатна анализа и консултација во рамки на партијата, како и со нашите коалицијски партнери, денес извршниот одбор едногласно одлучи Министерството за јавна администрација и понатаму да остане и да биде предводено и менажирано од актуелниот министер Горан Минчев, кој во изминатите 2 години покажа дека реформите можат да се реализираат со знаење, визија и политичка одговорност. Истовремено, движењето Знам за наша Македонија ќе го превземе раководењето со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. За министер го предлагаме господинот Борче Серафимовски, кој што е актуелен државен секретар во оваа министерство. Станува збор за човек кој ги обединува академското знаење, менаџерското искуство и практично познавање на системот. Истиот и самиот е земјоделец. Катерина, ете ги слушнавме последните информации од Знам и промените во редовите кои што ги застапуваше Знам во владината коалиција како министерство. Што е познато се досега како кадровско решение и кога се очекува Мицкоски да го објави списокот на реконструираниот владин кабинет во целост? Иван, веќе во 20 часот и 30 минути Мицкоски ќе треба да соопшти на јавноста за тоа за какви промени се одлучил во неговиот кабинет. Се работи за 24 позиции во владата со се онаа премиерска позиција. Согласно промените кои што досега се шпекулираат во јавноста, тоа ќе биде еден поголем зафат. Како што рековме дека Вреди сега добива 6 министерски позиции, со тоа што според последните информации заминува од владата Нели Арбен Фетаи како заменик председател на владата задолжен за добро владење. Овој ресор според последните информации од владеачката партија нема да постои повеќе во владиниот кабинет. Во Министерството за односи меѓу заедниците заминува Стоилковиќ, на негово место доаѓа кадар од Вреди. Последните информации се дека за таму се подготвува Агон Ферати. Потоа промени, како што споменавме, веќе ќе има во правда. Ресорот од Знам оди во рацете на Вреди, тука се споменува универзитетскиот професор Јетон Шасифари. Во земјоделство овој пат заминува Цветан Трипуновски, кој што е кадар на ВМРО ДПМН. Овој ресор, рековме, оди кај Знам и тоа ќе го води Борче Серафимовски. Министерството за здравство заминува во рацете на ВМРО ДПМН. Последната информација е дека на ова место ќе дојде актуелниот директор на Фондот за здравство Клековски, со тоа што за кадрот на Вреди, кој што досега беше таму, Азир Алиус, се планира исто така некоја повисока владина или директорска функција. Неизвестно е дали ќе има промени во Министерството за образование со оглед на тоа дека ова министерство беше шпекулирано во последниот период, но во последните денови не се споменува никаква промена. Министер за социјална политика заминува Лимани, кој што го напушти Вреди.
Овдека се очекува министерската позиција да ја превземе ВМРО ДПМН преку заменикот Ѓоко Велковски и ќе се ослободи заменичкото министерско место кое неофицијално ќе оди токму во рацете на ЗНАМ. Промени ќе има и во Министерството за локална самоуправа. Златко Перински заминува од оваа позиција, него ќе го наследи според последните информации Иван Стоилковиќ, а Перински се споменува како нов директор на Фондот за здравствено осигурување кој што го ослободува Клековски. Потоа промени беа најавувани за спорт, но сега и тоа место веројатно ќе остане. Промени има и во Министерството без ресор кој што го води Шабан Салију. Шабан Салију е дел од процесот поврзан со Кочани. На негово место најверојатно ќе дојде нов владин коалициски партнер. Тоа е Демократската партија на турците кој што ја предводи Беџан Илјас, кој досега доскоро беше дел од Европскиот фронт на ДЕУ, значи опозицијски, потоа стана независен и најверојатно ќе биде дел од власта. Мицкоски веќе најави зголемување на владиното мнозинство со уште еден пратеник. Предпоставувам дека тоа ќе биде со оглед на неговото дејствување во собранието или Демири од кој досега беше дел од Алијанса, инаку поранешен министер за здравство. Тоа се отприлика овие кадровски промени кои што морам да кажам дека се уште, освен оние имиња кои што ги потврдија од ЗНАМ, е во доменот на спекулациите или пак брифинзи кои што стигнуваат од владините партнери. Да, Катерина, ќе мора да ги почекаме официјалните информации кои што ќе ги сподели Мицкоски по седницата на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, меѓутоа ги следев овие информации кои што ги сподели со јавноста. Ова доаѓа некаде над 8 промени во владиниот кабинет, што е над 2/3 од актуелниот состав. Што значи ова во однос на постапката за промена, односно за реконструкција на владиниот кабинет во собрание? Како што споменав, сега се 24 владини позиции со се премиерската. Ако останат сите овие промени кои што ги наведов, тоа се веќе 9 промени со се укинувањето на Министерство без ресор за добро владење или вице-премиерската позиција што досега ја држеше Арбен Фетаи. Да, тоа значи дека над 1/3 од составот на владиниот кабинет ќе биде променет, доколку реков остане ова вака, тоа би значило дека нема да се оди на поединечно гласање за секоја министерска промена, туку ќе се оди согласно уставот на избор на нова влада. Тоа значи дебата во собранието од еден ден и гласање за цел нов владин кабинет на Мицкоски, односно премиерот ќе треба да достави комплетен список на сите министри кои што ќе бидат дел од владата, и тоа е една, можам да кажам, брза процедура во собранието отколку поединечното гласање, кое што често е избегнувана со цел да не се бара потврда од 61 пратеник, но со оглед на тоа дека мнозинството со кое што раководи Мицкоски во парламентот е стабилно и повеќе од 61 пратеник, предпоставам дека нема да биде проблем за владеачката коалиција и овој начин на промена на владиниот кабинет. Да, веројатно и можност да се потврди преминувањето на овој блок на независни пратеници. Катерина Нешкова, сепак ќе ги почекаме официјалните информации од ВМРО ДПМН. Ти благодарам за ова вклучување, ќе ти имаме повторно во живо во вечерните вести во 21.